По наследената огромна финансиска дупка од над 200 милиони денари или околу 3,3 милиони евра во 2024 година, Прилепската општа болница се консолидира. За период од само една година, главниот долг е намален на 97 милиони денари, што представува најголемо финансиско стабилизирање на установата во последните години. А за период од само 24 месеци, во оваа здравствена установа се инвестирани околу 150 милиони денари, од кои 110 се од сопствениот буџет, а 40 милиони денари се од донации. Напоредно екипирана и кадровската структура, така што сега во болницата има 92 доктори специјалисти, 30 општи, 14 стоматолози, 46 доктори специјализанти, 224 медицински сестри, како и друг медицински персонал во вкупна бројка од 713 лица во редовен работен однос, брифираат од јавната установа Општа болница Прилеп. Болницата на дневно ниво обезбедува здравствена услуга за повеќе од 1000 пациенти, а располага со стационарен капацитет од 345 болнички кревети. Таа во моментов представува регионален здравствен центар, кој освен од 4 соседни општини – Кривогаштани, Долнени, Крушево, Македонски Брод, во последно време лекува пациенти и од Кавадарци, Кичево, Битола, а и од други градови чија вкупна бројка изнесува над 150.000 осигуреници. Информираат од болницата. До сега набавените средства опфаќаат современа медицинска опрема, апарати, болнички инвентар, медицински материјали и друга неопходна опрема за непречено функционирање на болницата, но и за примена на новите методи на лекување. Особено внимание е посветено и на новите вработувања, кои само за овој период изнесуваат 124 лица, а ке следуваат и уште. Како резултат на воспоставувањето на законито домаќинско и транспарентно работење, болницата доби и позитивен контролен ревизорски извештај кој представува потврда дека преземените мерки за финансиска консолидација и законското работење даваат конкретни резултати, уверува менаџерскиот тим. Инаку, финансискиот скандал во Прилепската болница, поврзан со претходното раководство, почна да се одмотува лани во октомври, кога при голема акција на финансиската полиција беа приведени вкупно 32 физички и правни лица кои беа осомничени за злоупотреби на јавни набавки, на службената положба и за фалсификување и уништување деловни книги, со што предизвикале штета во вредност од околу 800.000 евра. На неколку наврати имаше и притвори. Во моментов, истражната постапка продолжува во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.